Колку е важен намазот? Прво со курански ајет, после со хадис. Кај албанци има еден збор, се вика бур. И он е ри, не човек, бур, маш. Не човек, маш. Тие викат, ске бурни, немаш машкост во тебе. Во исламот што е машкост? Верава наша, што е машкост? Вели Аллах, во сурету Нур. Риджалун, мажи, мажишта. Ла тулхихим тиджаратун вала бей. Мажи се оние кои не дозволуваат трговијата, купопродажбата, да ги одврати, да ги занесе, да ги спречи од спомнување на Аллах, од клањање намаз и давање зекат. Значи, кој е маж? Маж е оној кој е способен да стане сабале за сабав и дојде на работа. Не е маж оној кој може секој да го победи, а сабале не може Јорган да го победи. Риджалу ла тулхихим тиджаратун вала бејун ан зикриллахи ва иками ссалати ва итаи зека. Риджал, мажи се оние кои не ги занесува, не дозволува да ги занесе бизнис, или пари, или дуња. Од што? Од спомнување на Аллах. Од што? Од клањање намаз. Од што? Од давање зекат. Ова е курански маж. Аллах што вери во сура Јасин? وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. И дојде маж од крајот на град. Им рече, ја кауми, о луѓе, следете ги пејгамберите. Тие ме повикуваат во добро, не ви бараат пари, не ви бараат ништо. Тие губија и него. Кале алейте кауми јалемун бима гаферли рабби ва џални минел мукремин. Камо да знае мојот народ како Аллах ми прости и ме стави од оние почестените и ме внесе во џеннет. Ама вика Аллах маж. Зошто маж? Бидејќи сите луѓе станаа против пејгамберите и ги убија. Во сура Јасин, чете втора страница. Ги убија пејгамберите, тој дојде маж. Значи, немој да ги убивате пејгамбери. Тие вие кажуваат вистината, тие не го губија. Ама беше маж. Што? Не се плашеше да ми ја каже вистина во очи. Тоа е маж, во вера. Намаз во хадис на пејгамбер салам. Тоа хадис сахих. Мен кане, мен хафаза алейха. Кој ќе го чува намазот. Види сега. Многу пати ние ги образложуваме работите. Кој клања намаз, кој чува намаз, кој извршува намаз. Се тоа разлика. Се тоа разлика. Како што е разлика муслиман, му'мин, мухсин. Се тоа разлика. Муслимани мисли сите дека. Ама му'мини кои се? А мухсини кои се? Тоа се степени. И муслиман е муслиман, може двојка. Ама му'мин е четворка, мухсин е петка. Тоа е врв. Вели Аллах, вели пејгамбер селем во хадис. Мен хафаза алейха. Кој го чува намаз? Значи го чува намаз и во џамија, не се поли лево десно. Ляво кибле. И само размислува за своја состојба, бидејќи над него стојат мелеки. Го контролираат, го снимаат, го регистрираат, тој само седи мирен. Прави зикр на Аллах за очи. Го чува намаз внатре, со се руку, со се сежде, зашто во Аллах и рекол пејгамбер селем, инна раџуле. Навистина човек ќе клања ситуне ама, ќе клања човек 60 години. 60 години. Вала юкбел минху сала, и не му се прима намаз. 60 години да клањаш и да не се прима намаз. Калу кајфе залик. Рекоа, како можно човек да клања 6 години да не се прима? Да. Ла јутиму рукуха, вала суџудуха. Не го потполнува рукуто и сеждето. Што ќе не го потполнува? Не оди да се смири туку бам-бум. На сежде се пружа како куче, или не учи зикрови, не се смирува, намаз е одмор. Зашто рекол пејгамбер селем, кане небију идha хазабаху амрун фази'a ила сала. Кога пејгамбер ќе го погодила некоја мака, некоја тага, тој бишел човек како нас. Некоја тежина во живот, некој искушение, потрчал во намаз, поитал одма намаз. Значи, човеку кој паѓаш во искушение, а сите паѓаме во искушенија, најголем лек е намаз. Па кој го чува намазот на брзина? Тој ќе има светлина. Тој ќе има доказ и тој ќе има спас на судниот ден. ومن لم يحافظ عليها. А кој не го чува намазот? Значи и во џамија и надвор кој ќе излезе. Кој не го чува намазот? Тој нема да има светлина, нема да има доказ и нема да има спас на судниот ден. И потоа вели пејгамбер селем. Wa yakunu yawm al-qiyamah. И на судниот ден ќе биде проживеан со кого? Со фараон, со Хаман, со Карун и со Убеј ибн Халеф.
Зошто веќе четворица? Влези ова, валлахи, накај влезе човек да прочита. Зошто, рекол пегамбер, кој не го чува намаз, ќе биде проживен со Фараона, со Карун, со Хаман и со Убей ибн Халеф. Единствен човек кој пегамбер губил во живот е бил овој човек, Убей ибн Халеф. Бидејќи бил голем трговец, а бил голем неверник. Па кого трговијата го спречи од намаз, тој ќе биде на судниот ден. Кој викаме трговија, се мисли се, работник, мајстор, плочкар и така натаму. Со Фараон ќе биде оној кој власт го спречува од вера. Со Карун ќе биде оној кој богатство, имот го спречува од намаз. А со Хаман ќе биде оној кого позиција, положба